Поздрав на сите дечки, лаки со вас. Дек сте бе марсолькавци! Това беше добър край завършеток на предходното видео. Не знам защо интересно ми беше така да кажем. Иначе ще сега да ви кажем. Спремайте се, значи ако сакате да гледате, гледайте. Пошто видеото очекувам да биде некој си 20 минути дълго, ако не 20 или некој си 15. Така да тие ще не сакате да гледате слободно, изпаднайте сега. Имате време 5 секунди да оставите лайк и да изпаднете. Нащо не научи 2020 година? Значи имам неколко точки тук на компютърчето на шарани, пошто не мога се да запамтам. Еби га имаме 3 теми и 6 подточки за това видео. Що значи това? Нащо не научи 2020 година? Общо обяснување. Пред да започне това видео, фоллоу ќе добие во тука. Фоллоу, браво, поздрав. А доколко сакате да бидете поздравени, сега ще трябва да направите да ме заследите на Instagram, LuckyCareE, уште 30 followers ми фалят до 4100, така нещо, заследейте ма. И пред сега да ви посакам срекна нова година, пошто очекувам от и сега сме 30, значи би трябвало видеото да изпадне или ваден, или утре на 31, така да срекна ви нова година на сите и срекни празници. Исто така има нов апдейт влог наскоро. Значи това би трябвало да биде утре или задутре, не знам. Единак не се одморам от новата година 1-2 януар да не клам нищо, па да изакам видеото от 3-4, не знам ки вијам. Да няма да го влечавме много. Така сега, обяснување за мене. Общо јас шо научих од 2020 година. Или на шо мене ма научи 2020. Първо научих, кой е дойден за смеяње или за заебанци, слободно пак ќе кажам, нека изпадне от видеото. Значи първо научих какви и шо ствари, какви са женските и шо ствари може да ти направи некое женско, или какво може да биде едно женско, или как може да функционира една, ако може да кажем, връзка, или как и да е. Значи, ако ме питате мене, на женско не може да се верува. Има момички ще им се верува, да, али то е тешко. Во случай ако е далечна връзка, не знаеш со кој е, шо е, как е и као не може да ја верувиш шо прави, как прави. Истото и она го има мислење за тебе, као не може да ја веруваш. Трупна ли за да влезеш? No. Снимам видео, а изпадна. Не може да ти верува и она поради тоа што сте од различни градови, без разлика колку време трошите един на друг, без разлика колку ти ќе се залюбиш, да кажем в неја или ќе се затрескиш в неја. Со самото понашање или објавување на стори или глупости, кога гледаш ти чудно се понашаш или слично, ти почнуваш да се грижиш и да се плашиш, да не се случи нешто и как и да е. Така да научих оти на женските ретко може да им се верува, значи да не кажам сите са исти, значи има и момички што делат, да има. Али има поголемиот број, поголемиот дел са сите исти, као в која смисла исти. Исти са као сите са инатат, сите сакат понино да биде, бъркат внимание, фул. Значи не значи оти секој път ние треба на них да им обърнем внимание. Значи некој път и ние бъркме внимание. Некој път и ние бъркме да сме сакани и да као не сакаме ние да биме нервирани од нейни страни, значи да биме изплашени од нейни страни заради тоа што сепак и ние може да покажеме любов на некој начин спрема них, што знам. Как и да е, научих една добра, доста тешка лекција в животот. Додека убаво него запознаеш човекот, не треба да му верувиш. Во овој случај ќе напоменавам, без разлика, во овој случај ќе го напоменам благадуша, значи многу се имах од типот, буквално као фул се имах. Не кажам од сега сум скаран, значи не сум скаран со него, али као са немам, го немам тоа контакт, че го имах. И буквално пишехме се, буквално секој ден пишехме на камера, седахме кога ќе дојде за прилеп, кога за Гивгилија во тоа, буквално се. Дојде време, дојде ред да јас да треба да одам за прилеп за новата година 2019 беше тоа. Ма викаа се одржа настап, беме јас, Глуша, Лордофелс, Пандите и Благадуша. Значи пеаме, настапот се одржа се тоа. Јас преспах дека Благадуша, мислам не преспах, престојувак дека него. И се договориме на 20 да одам, мислам тогаш искарах LuckyCareE песната, да одам и да преспиам дека него 3 дена, нели фактички 2 дена и 3 вечери. Чолафам 4 дена и 3 вечери, така нещо беше. Или не знам как беше, искрено 3 дена знам бех там. Не, моја грешка, 3 дена и 2 вечери спах. И као, знаеш, бех там, спах, значи фала Богу ми одобри типот као за спајне од него имаше се, за јадење од него имаше се, платано беше као да кажем не требаше да давам трошкави или да трошам ништо као. Буквално не ми треба пари као да сум дома, разбираш. Значи ми направи песна, смислиме текст, снимаме спот, микс-мастер се од него, значи се без пари, се добар беше спрема мене и се. Нема да откривам некои мабети што ги лафиме там, значи многу планови имахме што никој од вас не ги знае, не некој, туку никој од вас не ги знае, значи имахме многу планови што требаше да се устварат, али као буквално типот Благадуша ма питувавше као ќе отварал една продукција негава, колку што знаете едно време на неговиот канал сите песни беа избришени, мислам сите видеа и само песни имше, Благадуша Продакшн мислам се викше или така нешто. И као сакше и јас да
бидам дел од таа продукција и као да објаваме песни. И јас да пеам као за неговата продукција, да бидам артист као на неговата поддржувачка артистичка група или как да ја наречем, не знам. Али јас не го прифатих тоа заради тоа што прва страна не бех го запознаел доволно, иако он ми овозможи спајање идеи не се, јас сепак не бех запознан доволно со него. А второ, од самата причина што мислех оти ќе се десе нешто лошо и се деси. Што се деси сега? Што е главната точка? Значи, најмногу што мразам дека луѓето е дволичност. А тоа го имаше дека Благадуша. Најмалце што помислих оти ќе ми забие ношов грб или ќе ме издупе Благадуша, заради тоа што он, пак ќе кажам, многу во могусти, се ми дозволи, се ми даде, се беше од него платено, дадено се, буквално кој ти у фрајот бех. Иде момент да јас почнем драма со Ставре. Сите знаете за таа драма. Значи се уклучија и пандите, се уклучија умрениот, тиктокерката, плавооката, шо знам која се уклучи, шо знам кој дојде, не знам кој дојде. Благадуша да ти земе цара да се обрне од на Ставре страната. Па не знам шо докази му давал, па не знам шо му кажувал, па во, па тоа, се против мене цар. Ти тоа да видиш, тоа беше, значи, урнебес. А пред тоа, нема да кажам, имам многу да кажам, али не сакам чисто што е приватност и не сакам да ја споделам. Значи, толку што се имахме со Благадуша, дори као брат со брат беме, што се вики. И само со една секунда, ја така само се деси нешто, он се заврте 360 степена, немам појма за шо и как. Најискрено ви кажувам. И нешто што најмногу мразуме, да бидам со некој добар, да имам добри односи со него се и да ми биде забодан ножот во грбот. Или фактички дволичност, или да се усеќам изиграно. Тоа го мразам најмногу во животот и научих исто така ов 2020 треба да припазвам на личностите со кои се дружам и со кои се имам, дека не треба на секој да му се верува, заради тоа што не е секој ист после првиот состанок, да кажеме. Ако ти на првиот состанок си бил добар, не значи ти цело време ќе бидеш добар. И треба убаво да се запознаеме со луѓето, за да ги знаеме отприлика какви се. Втора точка за оваа тема. Не научи на сериозност. Значи пандемијата не научи на многу работи. Што не научи? Значи додека не беше пандемијата, додека не беше короната. Иако јас не верувам во таа работа и сами знаете, пошто многу пати јам кажам на лайв на Инстаграм, не носам маски никој пат кога и да испаднам, не е да се правам јак. Чисто не сакам. Јас не сам од моја гледна точка, мислам ти не треба да носам маска, без разлика дали ќе влевам маркет било што било как, и ако ми баркат маска, клавам. А до сега 90% од маркетите што имам влезано не ми баркале, в бензински не ми баркат нигде, буквално едино в Спортлайф ако влезам да пишем на ликче ми баркат там или в Моцарт, али тоа ретко се дешава еднаш в Мекц. В Тобакта не ми баркат буквално нигде и као немам потреба да носам маска. Барам јас така мислам. Сепак и по тројца шетме другари и као знаеш нели за тројца не треба маска, јас колку што знам, може да и треба, не знам, али јас сепак не сакам да ја носам заради тоа што не сакам да се гушам. Сега, кој е финтата на сериозноста во 2020 година? Значи, додека не беше ваа пандемија, додека немаше полициски часове за прв пат после толку време во Македонија и можда и за прв пат уопште имало, додека немаше таква сериозност, ние беме многу распуштани. Буквално кој што сакше правеше, кога сакше се прибирше дома, пише магара се правеше на 15 години, со неговте дома не правеше мабет, тие што му са тешки проблеми и глупости ги споделавше uz другарите. Од моја гледна точка пак се земам јас за пример. Јас на пример никој пат додека не дојде ваа пандемија, не седнах дома да кажам чеки малце бе, мамо, тато, такав проблем имам, ваков проблем имам, во, да земам да се излафам с нив. Јас никој пат немах смелост и храброст да седнам со нив да лафам заради тоа што мислех оти они ќе ми садерат или ќе ми пискат. И секој пат срам ми беше од нив и цело време лафах со Жика, со Марко и со Оливер што е да имам да лафам. Ако требаше да плакам, плаках с нив, ако требаше да се жалам, се жалех с нив. Да, другаре ми се. Миса и сепак чувствувам потреба и треба на нив да се искажам, али ја немах таа храброст што имах према нив да го искажам тоа, истото и према родителите. Сега, кога на затворија в пандемија, што знам как да кажам, един круг, да кажеме, на затворија в един круг, дека ќе нема вонка. Кажано и тоа е, законот е тоа и толку мора да биде затворен. Јас се смених многу и на шала на смеа ги запознајах родителите на некој начин, пошто никој пат јас не бех седнал со нив да лафам очи в очи и као многу работела фико с нив. Благодарение на пандемијата се смирих со тато, јас никој пат не би се смирил со тато да не седнах да лафам очи в очи со него. Фала Богу, успеах некак да седнам, да кажам чеки малце, да се свестам која ми е грешката, шо ми е грешката, каква ми е грешката. Седнах, кажах, извини тато, тоа е, като и родител и син лафиме што треба как треба и фала Богу не се подобри односите, не сум скаран со никој, фала Богу сега. И као
нешто на научи на сериозност. Значи на научи на сериозност и ние треба да имаме одговорност као да не биме распашој банди пуштани кути бесни кути кучии на удланци кои дека саке да шете, кој што саке да прави. Значи фактички пробуват малце да кажеме, малце од малце да воведат ред меѓу народот и меѓу популацијата, заради тоа што и сами знаете, не само општо македонскиот народ, општо светското, на глобално ниво се лафе, знаете каков е народот, каква е популацијата, иако во некои други држави има многу строги закони, а сепак Македонија, пак ќе ја земам за пример, нема таа сериозност што ги има во другите поголеми држави. Значи тука владее многу голема сериозност и неозбилност меѓу граѓаните. Барам јас така може да кажам. Уште многу има да се лафе за несериозноста, али едино што можам да кажеме, пандемијата на научи на сериозност, да кажеме ни ги стегна конците на некој начин. Пошто ние беме многу упуштани и распуштани. На научи на нови правила, као на научи оти нешто што не знаевме, например, за нас сериозност немше да кажеме, што знам што да земам пример, ето, не знам што пример да земам за сериозност, искрено, само ќе кажам, многу ни беше потребна таа сериозност на некој начин да кажеме да се ја сватиме усвари нашата кој сме ние, која е нашата карактерна особина, кој сум усвари јас и јас треба да се ценам и вредам нешто. Барем јас така може да го кажам тоа. Трета подточка за првата тема, односно не научи да се бориме и да ја сватиме тежината на животот, да гледаме малку на страна, а не се во една точка. Значи што научи? Со еден збор кажано не треба се така да гледаш. Или така кој ти којновто, знаете, имате едни такви две и кога трчат само напред да гледат. Знаете, значи не гледат они така како ти нас. Или кој ти ријапте тука им се очи. Че треба малце да гледаме на страна. Што саке да каже со зво? Значи као, на научи да се борме. Да, на научи да се борме. Зашо? Заради тоа што ние никогаш, барам јас и многу други луѓе, никогаш в последните 50 години, ако можам да кажам, не сме биле така никој пат затворени, не сме биле принудени да правиме нешто што не го сакме, као во овој случај носење маска. Ето јас не можам да носам, иако е законски да се носи дека што треба и не треба, јас не ја носам, поради тоа што не сакам да се гушам, едноставно не можам да носам. Никој пат не беме научени да име полициски часи, да биме ограничени со нашите излевајни и со нашите глупости што сакаме да ги правиме, али се тоа ни даде до знаење оти мора да се ја сватиме озбилно работата и да се борме со пандемијата. Усвари, ако ние самте не се потрудиме да победиме, да кажеме на некој начин, никој не може. Што значи тоа? Дека значи да се борме оти сега си дома. Не можеш да споделиш со никој ништо. Не можеш да правиш нешто што сакаш. Например, не знам како да го опишем, бе. Животот е тежок, од една страна кажам. И тежината на животот ја сватиме со тоа што, барам јас од моја гледна точка можам да кажам, со тоа што сватих оти не е толку лесно коти топката се цело време да се врте по теренот, коти фудбал човек, шутне. И тоа не е едноставно, али не е круг да се врте цело време. Значи, треба да размислиш малце по-логички за некои работи. Немиш слободна зона, да кажеме, сега си веќе ограничен. Треба да се бориш со нешто што те спречува да правиш работи што си и правил порано. Да сватиме тежината на животот. Ето, од моја гледна точка пак ќе кажам, јас бех скаран со тато и тежината ми беше што јас не ја чувствував таа татковска љубов, да кажеме на некој начин, али колку беше тато крив, јас бех дупло повеќе крив од тоа, ќе си признавам, поради тоа што јас самиот си бех иннатлив и никој пат не саках да седнам со него и да разговарам и как и да. И као се ја сватих тежината, као сватих грешката и кажах чеки малце, така и така работа да не повторам пак истото од прегеска. Значи пак научих нешто повеќе од животот, што може да и требало порано да го научам или да го сватам тоа. Втора тема за Вадин е по шо ма памтите вие во оваа 2020 година. За жал, не искарах материјал од Инстаграм, не направих скриншоти и треба да се качам на брзина догоре да го земам другиот телефон. Тука сме, значи ја и го сторито, за оваа стори се работче, анонимно што е. Значи, дојде крајот на 2020 година, дечки, се што барам од вас е да го дадете вашето мислење за мене, кое ќе биде анонимно прочитано во следното мое видео. Што е поентата на видеото? Да го искажете вашето мислење како и пошто ме знаете и ме памтите во оваа 2020 година. Лоши и добри работи, фала ви однапред. Сега ќе прочитам кои беа вашите одговори на сето ова, иако секи би анонимно. Повеќето од поголемиот дел од вас беа као та памтиме по драмата со Ставре, со тоа што направи една од најдобрите драми на македонската YouTube сцена, барам така ми пишаа, и по тоа што се смири со Ставре. Има, например, така: ти си многу паметна, предобра и искрена личност, добар карактер, позитивен и позитивно луд. Можеш да го разбереш. Можам да те разберам, фала ти за тоа што го мислиш така. Добар јутубер си, уживиш
кога едитириш, немиш мъка. Тука малце грешиш, пошто не едитирам аз, Жика ми едитира. И най-много ке те памтам по Гевгелийските селяци. Да, това беше искрено добър сериал. Все пак хвала ви на тие шо ма памтите по тоа. Јас мислам дека си добар со тие што се добри со тебе. И немам што да кажам, ти си одличен јутубер. Ти благодарам, баки. Драмата со Ставре и плакањето за компјутерот. Тоа беше, не знам, екскурзии на мозокот си правах. Добар човек си, имаше добри и лоши нешта годинава, ама за сега you are good, bro. Thank you, bro, ти се знаеш кој си. Памтам дека не си лютко, оти тогаш на Among Us ми се налюти малце, после пак се смири. Не бе, тама работа, нема потреба од лютење царе. Толки се лютум, јас ке се изнервирам еднаш, као 1 саат 2 на момент, цело време да се лютум. Добар си, много јадаш, интересен си и безобразен си. Ау, одека јас безобразен. Брат, немам зборови за тебе, мислам немам зборови лоши за тебе. Кој лайв да го гледам се газам од смеа, подршка од мене, фала ти, баки. Те ма аресе дека тебе, само ми стојат и сакиш да се закачавиш на YouTube, шо не ми смете мене, ми е јако тоа. Искрено сакиш драми. Точно така искрено ваа неделя последната, као почувствувах потреба од драма, од правење дистрек, значи сам да се закачам с некој да се издрамаросум скрос, значи ми се пише дистрек, дечки. Шала на страна, тоа го почувствувах. Почеток на 2020, кога беше драмата со Ставре, искрено мислев дека си многу лош и себичен, но при крајот на 2020 година веќе се смиривте, напротив сватив дека си многу добар и не било така како што мислев. Значи, не е секак што изгледа од прв пат. Значи, пак кам, ќе се вратиме на дволичноста, можда некој мислат сум дволичен јас. Не сум. Али секој пат треба да се абранам честа и својот став. Сигурно ќе те памтиме по стримовите giveaway-ите. Не си лош и така продолжи се нај во 2021. Фала ви. Да го тргнеме YouTube на страна, ти си пред се еден добар човек, а после тоа најдобар јутубер. Love you. Фала ти многу. Воодушевен сум. Тоа дечки има, значи има многу, ја гледајте колку има, значи фул има, ама повеќето и мислам половината и повеќе се за драмата со Ставре, така да окей да се врнеме на видеото, значи сепак фала ви на вашите мислења што мислите така за мене, искрено ми значи на мене тоа, као и јас по тоа ќе се памтам годината по искрено добрата драма што помина со Ставре, по тоа што Гевгелийските селјаци можда беше един од подобрите серијали некогаш направан од моја страна, а можда и на сцената, шо знам. Нема да си земам за право да кажам, оти беше најдобар серијал в Македонија, пошто немам ни, како да ви кажам, не сум као некој да прогласаве нешто, као немам чин, тоа ќе го кажам само. Медиумите лажат, тоа го сватих од 2020 година. Иако и пред тоа до негде знаах, али 2020 тотално сватих зашо лажат, или како лажат. Сега, шо сакам да кажам? Обширно објаснување од секогаш лажеле се додавале нивни работи за да е поинтересно. Што значи тоа? Тоа значи, пример, црна хроника. Некој сакнува с колто умире, не дај Боже. Типот летал 200, бил пијан, не знам што му се издешавало, нешто му се влушило воланот, така му забегал по вотрото, арфатило тука подрипнало од некој левшки полицаец, се здробил, влизело в бензинската. В бензинската се здробил половина рафтаве, они се обширно опишуват. 10 кила Кока-Кола се изгубиле, 500 чипса се чинале, рафтот од 500 евра се срушил, половиниот џаме влезан, не знам на дека е одан, типот така завршил, во завршил, тоа завршил. А нема врска, пример, типот бил само пијан, се здробил и тоа е тоа. А они обширно опишуват, а одолговлечават, исто и додават некои работи, као што не е точно, например, као не можеш да се акниш в нешто, ако ти е празен пат, ма разбираш, ако нема лечки, не можеш да се акниш и слично. Тоа така за пример го земах. И као они за тоа пари зимат. Значи, они зимат пари за не викому ти се е лъжа и манипулација. Да, има и точни работи, пошто сепак са вести за да известава што и как треба да биде и колку и шо. Али има многу голем дел од работите што и кажуваат са манипулирачки, фактички неточни работи и само заради тоа што така им е кажано, да кажеме, или наредено и треба да зимат пари за таа работа. Сега, ќе ја земам за пример короната, пошто сега е главна тема, нели, пандемија. Мене не ми е јасно, негде до октомври-ноември имше заболени по 400-500 и сами знаете, в цела Македонија. Како може нагло од 400-500-1200 да удре јако бран? Мислам јак бран. Значи да плюсне 1200, бум, од 400-500 на 1200 в Македонија. Не ме е јасно. Ајде ето удрил. 1200-1100, 1200-1100, 1200-1100. Секој ден под 1000 не баакше бројката. Нагло, не знам как, пред 2-3 дена гледам објава на Facebook од Филипче и плюс на вестите даваа
Ние сме воодушевени, не знаеме како бројката од 1200 заболени падна на 89. Чеки малце бе човек, како може од 1200 на 89 да падне бројката? Значи прво има лъжни бројки. Сега, што сам да кажам со тоа лъжни бројки? Пред да постоише короната, пред да имаше пандемија, и сега има и порано имаше болести кои рак, карцином, или как да се вике, леукемија, требало да се оперисават луѓе, биле болни од X причини, вируси, грипаве, без разлика, требало инфузии да примат, требало, шо знам, додат на преглед на било шо. Јас мислам, оти в цела Македонија и тогаш имало по 300-400 в болниците што се оперисаат, што се болни од ракаве, од леукемија, од глупости по 300-400-500 души, пошто 2 милиона е Македонија. В тие 2 милиона може да нема 300-400 души низ болниците да се лечат и да се чинуват, кога јас кога требаше да се оперисувам, само тогаш имаше 100 души в Гевгилийската болница. Размислејте в цела Македонија по болниците колку имат лежано, колку имат одано да се лечат или требало операции да прават. Тогаш оти не ја објаваа бројките, пошто не ни беше уопште интересно и никој не го болеше дали има или нема или што се прави во болницата. Сега кога дојде таква ситуација на корона, кога се гледа низ цел свет е влошена состојбата, и ај као малце да не заплашат, малце да ни внесат страхов в коските, малце сериозноста као дисциплината да ни ја подобрат. 1200 заболени, не знам шо, тоа умрел, толку умрени, толку оздравени. Чеки малце, боти од ти 1200 заболени, ти нека... Јас лично, пошто не верувам в корона, мислам оти од ти 1200 заболени, само 300-400 са заболени. Преку сила 400. Јас мислам оти другите сега така што треба да одат на преглед, или треба да одат, шо знам, да се оперисат од X причини, болести, болни се од, не дај Боже, пак кам леукемија, рак, нешто, било шо. И тие они, као дали се договарат или не знам шо как прават, и тие они ги внесуваат кои бројки во корона. Као ги внесуваат заболени од корона. Макар може и голем дел од народот и не са свесни оти тоа се дешава. Оти на нив, пример, болни се од некој X болест, а на нив ги внесуваат в книгата кои болни од корона. И јас мислам оти на нас заплашават со бројки поради тоа што сакат да ни, како да кажем, да ни го испијат акълот, да кажем на некој начин, поради тоа што истите тие бројки што се ден-денес по 300-400 заболени од корона, пак ќе кажем и пред 3-4 години по толку имаше луѓе низ цела Македонија паа во болниците што се лечеа од различни болести. Што значи, ипак е страшна бројка 300-400 и 1000, али оти тогаш не ги кажуваа бројките, а ги кажуваат сега. И јас пак ќе кажам, не верувам оти има 1200 заболени од корона. Половините и повеќето са од некои причини што нормални причини, као не од корона, као X некоја друга причина. И исто не ме е јасно, викат, ето, знај, со парацетамол се лече се тоа. Али викат корона, лек за короната нема, вакцини нема, а секој ден оздрават по 400 души. Мен са тука не ме е јасно. Ај ки кажеш има некој со подобар имунитет, знаеш, појак организам, се тоа некако оздравеа со пијање на чајави и тоа во. Ама они не кажуваат оти како да ви кажам, викат нема лек, значи дали грешка се изразат или јас грешка изваќам, значи викат нема никаков лек за короната, не е најден, а секој ден оздрават по 400-500 души. Чеки малце, са, или ти мене ма дупиш на здрав акъл, или јас сум глуп. Значи мене тоа не ми се верува, али ајде и тоа ќе тргнеме на страна. Која е причината што го заплашаат народот, значи кој е потребата од манипулацијата и ширењето на страх? Мене тоа не ме е јасно, значи дали оти на видеа кои што знам кои дали сакат да не намалят популацијата или не знам, као да не испаднат сега политички лафам или слично, пошто најмалце што сакаме да се мешам политички, пошто и не разбирам што е тоа и как е тоа, али глупо ме е као зашо да не заплашават со бројки, со такви лъжни вести, манипулации на телевизијата. Ето колку пата Филипче сам има кажано, маски да се носат, колку пата го има дано на телевизијата и говорка држи и ето говорка држи, треба да искари, знаеш, пак да се слуша лаф. Колку пата го има дано в парламентот или там дека лаф е шо узнам, в судот или шо узнам, кој го знае дека е бе? Он не носе маска. Сите носат, он не носе, он се расправа со друг и сега другиот лафе има маска, се расправа с него, други се умешаат лафат, сите носат маски, он не носи, шо ти си министер за здравство или как и да, шо си там некој главен доктор, ти не треба да носиш маска или шо дели ти некоја црна овца да неси. Не бе, царе си излежал. Да не го долговлечам многу видеото, пошто гледам веќе пола саата, као многу е човек, искрено многу е долго видеото. Да не го долговлечам. Тоа е тоа за во видео, ако ви се допадна, ставајте лайк, комент и субскрайб. Пишајте хештег Лаки Царе
или Lucky Army, се е исто. Доколку сакате да бидете поздравени во наредно видео и заследејте ме на Instagram @LuckyCare. Уште 30 followers ми фали до 4100. Така да, искрено извинејте, имах потреба да се искажам во овој видео. Пак ќе кажам, останајте добри, вас сакам сите и очекувајте ново видео утре. Пак некој апдейт daily vlog, мислам апдейт влог, па некој си 10 на 15 минути ќе го искажам. И тоа е тоа, немаше повеќе да ви кажам, ние се гледаме во наредно видео утре. Поздрав до сите, чао! Марсоликавци ни едни!